Вчера владата донесе одлука за продолжување на кризната состојба на дел од територијата на државата да се спречи транзитирање на мигранти. По оваа одлука и претседателот на државата Пендаровски ја врати војската на јужната и северната граница. Неколку години наназад со доаѓањето на пролета се забележуваа поголеми илегални движења на мигранти од Блискиот Исток, кои преку јужната граница влегуваа во земјава и преку северната бараа премин кон Европа. Сега по прогласувањето на пандемијата ризиците од оваа појава се речиси незабележителни. Сега имаме многу мало зголемување заради тоа што се уште заради ковид мерките не функционира добро. Ниту јавниот превоз во Грција, така да во тој дел е отежнато и нивното движење. Нема предизвици за нов бран за миграција на јужната граница. Состојбата е стабилна и под контрола, а истовремено не постојат ризици по безбедноста на земјава, порача министерот за внатрешни Спасовски на денешната посета во Дојран, каде оствари средба со раководството на СВР Струмица, по чија надлежност е и полициската станица Дојран. Северна Македонија не е атрактивна рута за поминување на мигранти. Тоа значи дека полициските служби и оние кои што се активирани, армиските припадници и така натаму, добро ја вршат работата во смисла на откривање и превентивно одбивање на влезот на мигранти. Околу 200 илегални мигранти само во изминатиот месец беа фатени на територија на земјава, најголемиот дел од нив во 3 наврати се затекнати во близина на Штип.